Текстилната индустрија пропаѓа поради работниците, тврдат газдите. Во моментов во конфекциите имало повеќе машини отколку шивачки. По некоја проценка сигурно 2 до 3.000 вработени во моментот недостасуваат. А уште и со фактот што дел од нив се преселени во странските инвестиции, кои што се кои со нелојална конкуренција на домашните компании, кои што само нанесуваат штета на домашните текстилни компании. Така да и тој број може да биде нешто и сигурно поголем. Каде на текстилците им исчезнаа работниците? Ако ја земеме периодот од 2008 до 2015 година, ќе видите дека бројот на активно население во Македонија не варира многу. Се задржува на ист процент. Стапката на вработени расте, да речеме, со 4,8% за тој период, а додека стапката на невработени многу повеќе паѓа. Тоа веќе кажува дека каде се тие луѓе. Ниту се вработени, ниту се невработени, а се водат како активно население. Тоа се луѓе кои ги водиме дека се тука, а тие се надвор од државата. Ова може би и не е толку нелогично, зашто работата е иста и овде и во Европа, ама платите не се. Запирањето на тој процес е клучен за да можат да почнат да остануваат пред се младите во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, има еден проблем кај што навистина и стандардот и примањата воопшто во индустриите во Македонија е многу низок. Дека во скоро време платите во македонското стопанство драстично ќе се качате малку за верување. За тоа да се случи, неопходно е македонската индустрија да тргне напред. Најголем удар на неа досега и нанеле иселувањето странските фабрики и големиот број високо образован кадар, работи кои според стопанствениците треба да почнат да се менуваат. Покрај измената на законот за високо и средно стручно образование, тие се системски закони кои треба да се сменат, треба да имаме одредени измени околу слободните технолошки индустријски развојни зони. Инаку текстилната индустрија е една од најзначајните стопански гранки во државата. Во вкупниот извоз учествува со 11%, а вработува 37.000 работници, што представува 35% од вработените во целокупната преработувачка индустрија.